Почитувани граѓани, почитувана македонска јавност. Технички премиер, техничка влада се занимава со именување, разрешување на министри, заменици министри, предпоставувам и директори кои што не му се по волја. Иако основната функција за која што е ставен е да спроведе технички постапки во однос на спроведување на изборите кои што ни предстојат. Но минатиот пат, кога го прашавме по која основа и зошто не направи реконструкција на целокупното владино мнозинство, бидејќи прашањето беше што тоа се смени за 10 дена, од кога истиот ја предложи, односно го предложи составот на владата, што се смени за 10 дена за да предложи повторно разрешување и именување на нови министри. Немаше одговор на тоа, иако знаеше дека е само технички премиер. На прашањето зошто не предложи да се разреши Артан Груби за злоупотреба на службената положба овластување, бидејќи им даде наредба од позиција на партиски функционер на сите директори да постапуваат спротивно на закон, односно да не постапуваат по насоките од Министерството ако се засноваат на закон и устав. Тоа е класична злоупотреба на службената положба и овластување, повторно од страна на техничкиот премиер не смогна сили да достави предлог да истиот биде разрешен. Иако со тоа нанесе директна штета на граѓаните на Република Македонија, бидејќи истите не можеа да си ги остварат своите права. Понатаму, по разрешувањето на двајцата министри, предлага нови министри. Што во тие 80 дена овие нови министри ќе постапат и ќе го подобрат живеењето на граѓаните на Република Македонија. Еве конкретно во однос на Законот за административни службеници во Министерството за информатичко општество и администрација. Ревносно се бранеше овде овој закон, се туркаше со европско знаменце, насилно се протурка и тука застана. Дали новиот министер кој што го предлагаат ќе стои за целокупното законско решение на претходниот министер? Ако претходно се чекаше одобрение дали техничкиот премиер ќе застане зад сите оние предлог законски решенија кои што беа доставени, сега ова треба да го направи и министерот кој што сакаат да го именуваат. Затоа прашањето е што понатаму, дали ова законско решение, ако на ова парламентарно мнозинство му требаше цели 7 години да изготви предлог законско решение, Законот за административни службеници, што понатаму со новиот министер. Иако пред само една година повторно го менуваа, ревносно се бореа овде дека треба минималната плата да биде компонента за пресметка на платите на административните службеници, за да почитувани граѓани и почитувани вработени не повеќе од 10 месеци истите се предомислија. Го сменија своето мислење, како впрочем за се едно нешто што го променуваат, го сменија своето мислење и денес бранат сосем друг став дека минималната плата не треба да влезе во основата за пресметка на платата, со тоа што при покачување на минималната плата во Република Македонија овие вработени нема да добијат покачување кое ќе се движи некаде од околу 2500 денари. Тоа е основната компонента на ово законско решение. Дополнително, ова го поврзав и повторно со министерот, за кој што потенцирав дека требаше да се разреши од страна на техничкиот премиер, бидејќи во ова законско решение нема комисија и член, каде што немаме представник или член од Министерството за политички систем и односи меѓу заедници. Представник во сите членови. Односно, оној кој што ќе контролира, можеби и после една година дека некое вработено лице не било вработено според нивни критериуми. Внимавајте во какви апсурдни ситуации не доведуваат. Понатамо, министерот за кој што повторно техничкиот премиер не најде за сhodно да го разреши, министерот за правда. Наместо министерот за правда, заедно со извршната власт и членовите кои што тие ги именуваат, внимавајте, во Академијата за суди и јавни обвинители, морам повторно да ги прочитам и цитирам, еден член и заменик во управниот одбор, еден член и заменик во програмскиот совет, еден член и заменик во приемната комисија, еден член и заменик во завршната комисија, еден член и заменик во комисијата за ревизија на одржаните испити.
има директно влијание во Академијата за суди и јавни обвинители преку представниците кои што ги предлагаат. А тие, наместо да посегнат кон одговорност на раководните структури во Академијата за суди и јавни обвинители, бидејќи не обезбедиле услови да се пополнат испразнетите места во судовите и јавните обвинителства, се повикуваат на итност, односно крајна итност и внимавајте, настан кој не можел да се предвиди. Наместо да побараат одговорност и веднаш да бидат сменети овие челници, тие ги наградуваат со измени, односно законски измени, и внимавајте повторно, владата пред само 3 месеци ревносно го бранеше ова законско решение за Академија суди и јавни обвинители. Сега после 3 месеци вели еден дел од ова не беше европски, мораме да го смениме. Што мораат да сменат? Мораат да сменат писмениот дел да го полагаат, односно испитот да го полагаат наместо електронски во писмен формат, со што директно комисијата си има удел во однос на приемот и одлучувањето кои луѓе сакаат да ги примат, и затоа всушност ова се прави и се става на дневен ред за да можат да си ги завршат сите оние работи за кои што веќе дале ветување. Тие се неколку закони за кои што актуелното раководство во владата, односно членовите на владата, постапуваат, а истите немаат основа како понатаму да ги решат овие проблеми. И сега техничкиот премиер, наместо да се занимава со ова, тој бланко доставува овде разрешување на министри, бидејќи не му се допаѓале, именува нови. Тука е целата постапка на директно мешање на техничкиот премиер во изборните процеси, кои што се на повидок и за не повеќе од 80 дена ќе се спроведуваат во Република Македонија. Тоа е директно влијание на технички премиер кој што требаше со техничката влада да воспостави рамен терен за предстојните избори. А тие преку нивните разрешувања и именувања директно влијаат врз изборните процеси, со што сакаат најпрво внатрешно во самите коалициони договори и преговори да се наметнат како одлучувачки фактор, бидејќи тие се тие кои што ја водат и владата, а секако и коалицијата која што ги поддржува. Затоа со вакви постапки на именувања и разрешувања во период на техничка влада е недозволиво и непродуктивно. Еве уште еднаш прашањето е што за овие 80 дена ќе се подобри во работењето на овие министерства, ако досега знаеме дека имаме колапс на целокупниот систем и ако досега знаеме дека немаме област каде што имаме напредување, а еве со конкретни примери за злоупотреба му беше посочено и на техничкиот премиер, кој што не најде за сходно да ги предложи да се преиспита нивната доверба овде од парламентарното мнозинство, дали истите ги исполниле ветувањата за она што биле предложени. Меѓутоа, внимавајте, за само 10 дена од кога ги предложиле, не можат да понатаму постапуваат, бидејќи за овие 10 дена се смениле условите под кои биле истите избрани. Затоа сметам дека со ваквите технички промени на техничките министри, односно во техничка влада од страна на техничкиот премиер, ниту ќе имаме додадена вредност во владата, ниту ќе имаме подобрување на условите за живот на граѓаните на Република Македонија. А со сето ова само се зголемува недовербата во институциите, која што, цитирам, е на драстично ниско ниво и е во рамките на статистичка грешка, тргнувајќи од судството па до сите други органи кои што се формирани од страна на државата. И затоа фатете се за работа како технички премиер и техничка влада да се обезбедат конкретни услови за рамен терен на предстојните избори, а не да се занимавате со надмудрување и единствено замајување на јавноста со разрешување на министри и именување на министри. Сето тоа е купување на време и не повеќе од една недела вие повторно може да одлучите да доставите разрешување и именување на некои други министри, иако, цитирам, вашиот мандат е ограничен и се однесува единствено на спроведување на изборите согласно законските измени кои што беа направени. Затоа со ова промена нема да имаме, уште еднаш повторувам, никаква додадена вредност во однос на подобрување на живењето на граѓаните. Благодарам.